Помеѓу вестите на телевизија Нова, 19 минути пред 19 часот, време е за уште едно премиерно издание на Сцена, каде што ќе се занимаваме со се оно што го прават звездите, светскиот шоу-бизнис, а богами и нашите музички звезди. И денеска ќе бидеме ексклузивни, дел од содржините ви ги откривам на самиот старт. Денеска во Сцена возиме точак со Александар Тарабунов. Ги имаме сите детали за новиот 11-ти Баскерфест. Гледајте не до самиот крај. Ге Натурал е мојот нов пријател, следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аљаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Ге Натурал е мојот избор. Моје име е Кенан Мандра и јас сам uz pomoć липосукцијске исхране успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Еве ме назад во петочното издание на Сцена на телевизија Нова и да стартуваме со денешните содржини и овие 15 на минути кои што ги имаме на располагање. На самиот старт да видиме што праве изминатите 24 часа светските звезди и она што беше меѓу најкликаните вести на tvnova.mk. Одиме со ред. Не е ништо ново ако убавицата од Барбадос ја видиме во полугола варијанта. Ријана овој пат малку претера, но само поради аутфитот кој го одбрала за пригодата. Незините фанови, но и медиумите немаат ништо против оваа комбинација на Ријана. Вчера вечер била уловена од страна на папараците во Њујорк за време на една семејна вечера во еден луксузен њујоршки ресторан. Зелен фустан од тантела, кој носи подпис на Гучи, под кој надзираат голите гради на пејачката. Неодамна Ријана се запише и како дизајнер на очила во соработка со Диор. Таа дизајнираше ултра луксузни очила за сонце инспирирани од Џорди Лафорч од Звездени патеки. И на пејачка од калибарот на Адел може да и се случи да заборави текст на песна. За време на незината европска турнеја, фановите споделија видео на кое Адел ја греши втората строфа од популарната Rolling in the Deep, а тоа звучи вака. Грешката во зборови се случила на концертот во Лисабон, при што Адел ја прекинала песната и во знак на револт опцула пред илјадитната публика. Но иако се звезди, тие понекогаш грешат. Па ако досега немаше за што да и се фатите на Адел, фатете и се на грешката. Не би било ова шоу биз колаш доколку во него ја немаме Ким Кардашијан. Каде и да се појави, вниманието е насочено кон неа. И овој пат не ја пропушти можноста да изгледа провокативно истакнувајќи ги сите нејзини атрибути. Белиот тесен фустан од тантела со длабоко деколте кој ги оцртува облините е најозборуваниот во светските медиуми. Поводот за вака да изгледа Кардашијан бил роденденот на Скот Дисик, кој вчера во Мајами го прославил неговиот 33-ти роденден.
скромно од Ким. Изгледа третата среќа или третиот брак за очајната домакинка, 41-годишната Ева Лонгорија, вистински погодок. Холивудската актерка, која неодамна по трет пат може да се пофали со бурма на раката, уште еднаш покажа дека ништо не ѝ можат годините. Актерката сподели фотографија во каква поза го започнува утрото. Во друштво на незиниот нов сопруг, Хозе Антонио Бастон, кој воедно и е тренер на Ева, изведуваат јога поза за убав почеток на денот. Но не е само оваа фотографија. Актерката сподели видео и од незиниот меден месец, на кое вели: "Добро дечки, не сакам да правам многу видеа од мојот меден месец, но морав да ви го покажам ова." Okay, I wasn't gonna do much snaps on my honeymoon, but I had to show you guys that. Последната информација, која што доаѓа од домашен терен, е дека фудбалерот од редовите на Вардар, Дарко Глишич, е во љубовна врска со десниот бек на женскиот истоимен ракометен клуб Андреа Кликовац. Изгледа, освен што се заљубени во црвено-црниот дрес, заљубени се и еден во друг. Барем така изгледаат на фотографиите. Да, беа тоа најинтересните шоубиз вести, најкликаните вести на tvnova.mk од категоријата забава или шоубиз. Одиме сега да се видиме со Сандра Темов во центарот на Скопје, каде што за некаде од прилика 10 дена или нешто плюс ќе почне 11-тото издание на Баскерфест, кое што ќе трае 10 дена. Така ли, Сандра? Добре дојде во сцена. Благодарам, добро ве најдов. Да, така е, наскоро ќе започне Баскерфест 2016. Ова е веќе 11-то издание на фестивалот. Значи, оваа година, како и сите други, ќе имаме артисти од целиот свет. Значи, од сите жанрови, атлетичари, жонглери, магија, илузионисти, фристайлери и многу други интересни адреналински шоа. Ќе се одржи фестивалот на плоштад Македонија и ќе трае 10 дена во Скопје од 10 до 19 јули. А караванот низ цела Македонија ќе трае се до 13 јули. Исто така, по отварањето, значи на 10 јуни, баскерите ќе присуствуваат на One Day Fest, што ќе биде официјална афтер парти за Баскерфест. Така, кои артисти, Сандра, се најексклузивни да ги споменеме? Има ли нешто ептен, ексклузивно, нешто што не сме виделе до сега на Баскерфест? Па, секако дека да. Секоја година носиме артисти што се малку нови за овој град. Оваа година ќе имаме многу интересен артист, значи танчер кој што спремал кореографии за познати светски звезди кои што ќе откриеме наскоро. Исто така имаме многу интересни музички групи и одлични жонглери, значи навистина интересни шоа, секако нема да откриеме се сега, ќе чекаме тоа посетителите да го видат на самиот фестивал. Добро, и како ќе откривате вие, така и ние на нашите гледачи ќе им пренесуваме. Се разбира дека расте Баскерфест од година во година, веќе 11 години го организират и навистина одлично ви оди, многу артисти, многу чудни перформанси имаме видено досега овие изминати 10 години да споменеме, но расте и што се однесува до оние артисти кои што учествуваат или гостуваат во другите градови. Ако започнавте во Скопје, сигурно се шири и програмата во другите градови на Македонија, така ли? Така е, значи веќе долги години организираме Баскерфест низ цела Македонија. Едноставно многу сакаме да шириме насмевки и што повеќе градови поминеме, тоа повеќе среќа и радост може да едноставно си го викаме караванот кој носи среќа. Ја проширивте ли бројката на градови оваа година? Да, секако, значи оваа година настапуваме во околу 20 општини низ Македонија и се надеваме дека тоа ќе расте во иднина.
Така е, сигурен сум. Поздрав, Сандра, ти благодарам за ова најава на 11-тото издание на Баскерфест. 10 јуни е стартот. До тогаш има време за сите оние ексклузивни работи кои што не ги спомена, да им ги откриеме од ден во ден и од емисија во емисија. И се разбира, ние како тим ќе го проследиме и годинешно издание. Поздрав и убав ден. И убав викенд, Сандра. А кога сме кај викендите, да, уште еден одличен сончев викенд пред нас. Нормално ви даваме идеја во продолжение како можете да го поминете, доколку имате велосипед, можете да се провозите на патеката покрај Вардар. Тоа го прави Симона заедно со Александар Тарабунов, а исто така Причина Плюс да позборуваат и за неговиот нов спот, кој што премиерно ќе го видиме и во продолжение. Со растењето на Скопје, главен град во урбана европска метропола, среќаваме многу промени, а може би една од најважните промени за секој град е она на алтернативниот превоз. Иако кај нас се преферира возењето автомобил, ретки се, но постојат исклучоци кои го негираат правилото. Еден од нив е и Александар Тарабунов. Со пријатели седевме и еден пријател спомна, вика, сакам да си купам точак. Каде бе, викам, точак, дај ја да го дзирнам. И кога видов точаков, љубов на прв поглед, можам да ти кажам. И мислев дека онака ќе го возам, али не се симнувам од точакот, одам на работа со точак, сега кога е убаво времето, се качувам на водно постојано и веќе ми е другар. Добро е за линијата, се слабе, пред се за здравие е убаво и така. Ме релаксира едноставно точакот. Александар нема положено за автомобил, но тој и без друго одлично се снаоѓа само со велосипед. Мислам дека е сега во овие сончеви денови многу побрзо се стига со точак. Со точак отколку со кола, бидејќи знаеш какви гужви има низ Скопје. И тие семафори, гужви, а ти со точак сидеш онака лабаво. Си стигаш, а и Скопје не е некој голем многу град, па сегде стигаш за 15 минути максимум, мислам. И сегде можеш да бидеш на време. Затоа што велосипедот го користи како превозно средство, каде најчесто вози. Сакам да си возам низ град, поинтересно ми е, повеќе случки има низ град, ќе видиш и луѓе, ќе се поздравиш и така. Покеј ми е монотонно, не знам, не одам покеј со точак. Иако со него вози низ град, неговиот велосипед е наменет и за планински патеки. Точаков е наменет за офроуд. Тоа сакам сега да почнам, до сега не сум бил, не знам, немам ни доволно опрема, зашто може да се удрам во некое дрво и да настрадам, не дај Боже. Али сакам да идам офроуд, вика дека е многу поавантуристички. А покрај неговото хоби, разговаравме за неговата песна кој тој ја објави пред известно време. Ти, среќо моја, каде ли одлета, в душава остана. Песната е моја кант авторска. Немам пропатено нешто во животот да кажеш, па да го преточам тоа во песна. Моја музиката, мојот текстот, едноставно, како да кажам, се задлабочив уметнички и ја напишав песната. Ми се допаѓа овој начин да ги правам моите песни, значи целосно да биде моја песна и мислам дека ќе продолжам така. Бидејќи осеќаш некоја одговорност од која ќе ја направиш песната, да видиш како ќе ја прифати народот, а како што гледам веќе на YouTube ја прифаќаат песната и спотот го даваат пофалби за спотот и така да многу ми е драго, ќе продолжам понатаму така. Затоа што доаѓа лето, Александар почесто го посетува киот на Вардар, но покрај неговата фит форма, Тарабунов подготвува и богата музичка агенда за летото кое не очекува. Следува концерт во Дојран, културно лето. Тоа е 10 јуни, 8 јуни сме културно лето во Кисела вода. 27 август сме пред група на Северина во Берово, каде што ќе има 25.000 луѓе публика. Би ве поканили вие да учествувате таму, ќе биде многу интересно, ќе има многу енергија, забава. Тоа е сега за сега што е букирано и не знам. Нова песна, малце понатаму, да. А сето ова е најава за уште едно интересно лето.
некој твој здив го чувствувам. Да, ете предлог како да го минете викендот кој што е пред нас и да уживате во она сонце кое што го најавија метеоролозите. Уживајте понатаму со телевизија Нова и во нашата викенд програма, а ќе се видиме и утре и задутре, но и со нови содржини во стандардниот термин 18:40. Од понеделник секогаш ексклузивното е тука. Поздрав!